Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитуван министер за економија Крешник Бектеши, почитуван директоре на технолошко-индустријски развојните зони Јован Деспотовски, почитуван Дејвид Креспи, подпредседател на Магна, почитувани инвеститори од раководството на компанијата Магна, почитувани градоначалници на Охрид и на Струга, кои што сте денеска овде со нас, почитувана Анета Пешева, почесен конзул на Канада, почитувани присутни, драги пријатели. Ми представува чест и задоволство што денес се обраќам по повод новата инвестиција на канадската компанија Magna International, кој ќе отвори фабрика во технолошко-индустријската развојна зона во Струга. Упатувам честитки за прецизниот план за инвестиции на компанијата Magna, како и за одлуката да инвестира и отвори фабрика во Северна Македонија, пред се поради добрата и предвидлива деловна клима во земјата, која ги задоволува долгорочните цели на компанијата. Magna International произведува ретровизори и други технолошки производи за потребите на автомобилската индустрија, поточно за General Motors, Ford, BMW, Toyota, Volkswagen, Honda и многу други познати брендови. Производството на првите производи од Северна Македонија, ретровизори за Dacia Duster, е планирана кон крајот на 2021 година. Инвестицијскиот циклус на Магна започна во март 2021 и ќе трае до 2026 година, а објектот кој ќе се гради ќе биде со големина од околу 17.000 метри квадратни. Придобивките од оваа инвестиција се бројни, а една од нив е интензивирање на соработката со домашните компании. За таа цел започнат е процес на идентификување на локални добавувачи од Северна Македонија, кои би се вклучиле како потенцијални добавувачи на суровини за Магна, но и за останатите компании. Ваквата соработка со локалните компании има силен придонес за севкупната економија во државата. Почитувани, владата ги поддржува инвестициите кои креираат висока додадена вредност, имплементираат современа технологија, нови работни места, извезуваат, го раздвижуваат деловниот амбиент и предонесуваат во развојот на нашата економија. Согласно договорот за државна помош, висината на инвестицијата изнесува најмалку 35 милиони евра. Согласно договорот, висината на државна помош е до 50% од реализираната инвестиција, која што ќе се имплементира преку даночни и царински ослободувања, како и грантови за отварање нови работни места, за оправдани инвестицијски трошоци за конкурентност и така натаму. Во моментот веќе се вработени 40 лица, а согласно договорот за државна помош ќе бидат вработени 300 наши сограѓани. Според бизнис планот на компанијата, во наредните години се планираат над 1200 работни места. Верувам дека дополнителен мотив за сите заинтересирани за работа и за професионален развој, согласно современите стандарди, ќе бидат и излагањата на инженерите Кристина и Мишо. Новата инвестиција во Струга е уште една потврда за заложбите на оваа влада за рамномерен регионален развој, за нови добро платени работни места, а со тоа и нов стимул за нашата економија. Ова е прилика да упатам и од ова место порака до сите инвеститори, домашни и странски, да ги искористат можностите и да го вложат својот капитал токму овде, во Северна Македонија. Владата креира поволен деловен амбиент и еднакви услови како за домашните, така и за странските инвестиции. Економијата во зоните во првиот квартал од 2021 година порасна за 30% во споредба со истиот период во 2020 година и 41% во споредба со 2018 година, што го прави рекордно високо во последните 4 години. Позитивниот тренд продолжува и во април. Имаме 7% раст на извозот во споредба со претходниот месец или нови 280 милиони евра. Во првите 5 месеци од оваа година потпишавме 15 нови договори со инвеститори, а само 5 се нови во индустријските зони. Вредноста на овие договори надминува 100 милиони евра во обем на инвестиции. Сакам уште еднаш да посакам успех во реализацијата на целиот овој план, да се заблагодарам на вниманието и секако
да најавам дека следува заедничка среќа и на нашите граѓани и на компанијата Магна, токму во Струшко-Охридскиот регион. Благодарам.